Продолжуваме со уште една тема која што ги загрижува граѓаните, но во главниот град. Нема крај на бетонирањето на аеродром. Граѓаните стравуваат дека во оваа општина ќе никне уште една населба. Уставниот суд го укина донесениот ДУП на општината, но тоа не било пречка за градоначалникот да си дели одобренија за градба. Зашто станува збор, го вклучуваме во живо во вестите Борис Грујовски. Да, Елена, добар ден. Екипата на телевизија Алфа во моментов се наоѓа во скопската населба Аеродром и тука го поставуваме клучното прашање за денеска: ќе никне ли нова населба во скопски аеродром? Пред само неколку дена, како што веќе напомена во најавата, Уставниот суд на Република Македонија донесе одлука согласно која се укинува деталниот урбанистички план, донесена секако од Златко Марин и советничката група на СДСМ, меѓутоа и покрај ваквата одлука градежните работи на големо се случуваат и се гради населбата веднаш позади мене каде што во моментов се наоѓаме. Пане Антовски ќе биде гостин во ова издание на вестите во 14:30. Советникот од ВМРО ДПМН на општина Аеродром. Господине, добре дојдовте во вестите на Алфа. Добар ден на вас и на вашите гледачи. Денеска се наоѓаме конкретно пред локација кај што го гледаме примерот како СДСМ владее едно ветува пред избори, тоа се мораториум на градби, собирање на градбите, воведување на повеќе зеленило за граѓаните. Пред нас ние сме уствари пред локацијата каде што владеачкото мнозинство во општина Аеродром донесе во 5 месец 2018 година ДУП на еден шверцерски начин, кој што ние како советничка група го оспоривме пред Уставниот суд на Република Македонија. Во 3 месец 2019 година Уставниот суд поведе иницијатива за поништување на одлуката на Советот на општина Аеродром на чело со Златко Марин. Денеска сме на локацијата на која што Златко Марин експресно летово издаде градби за градење, дозволи за градење. На 3.10.2019 година Уставниот суд ја поништи одлуката. Меѓутоа, за жал, во меѓупериодот сведоци сме дека повторно ќе никнат згради, овдека согласно ДУП-от е предвидено 80.000 квадрати стамбена површина, 2 стамбени, 2 деловни згради и согласно ДУП-от за жал е предвидено помалку од 2% зеленило на локацијата. Како што ветуваа пред се во изминатиот период? За жал, како што ветуваа претходно, не е ни близко до вистината. Така, ќе ве прашам, односно ќе направиме на споредба оваа стамбена единица која во моментов се гради, можам да кажам дека е слична со она кај мајчин дом која, иако имаше силни поплаки и силно противење дека тоа ќе се стопира, тоа се направи. Истата ситуација и тука. Ќе ве прашам што понатаму, ако и натаму градежните активности се одвиваат со полна парија како што се работи во моментов? За жал, ќе се сложам со вас. Они предизборно ветува ревизија на сите ДУП-ови, мораториуми за градба во Аеродром. Меѓутоа се случува сосема спротивно. Златко Марин единствено што е заинтересиран за што повеќе маркици за градба во општина Аеродром. Преостанува да го продолжиме вака јавниот притисок, се надеваме од негова страна дека ќе најдеме на одговор. Овој ДУП во моментов е поништен од Уставен суд и овдека веќе нема да може да се гради. Така, дали оваа донесена одлука од Уставниот суд е бадијала или сепак може и нешто да се интервенира во наредниот период, бидејќи знаеме дека зеленилото си го прави своето и мора да биде на некој начин зачестено за да не се угушуваат пред се жителите на општина Аеродром и на сите други населени места и населбини земјава. За жал тоа е вистината. Овој ДУП во моментот е сопрен, меѓутоа градбите што се започнати во меѓупериодот нема начин да бидат сопрени, меѓутоа во новиот ДУП ќе инсистираме на повеќе зеленило, што е и основна цел. Поентата е граѓаните да добијат здрава средина за живот и да имаат место каде што би си живееле пристојно. Спротивно на заложбите нивни дека ќе бидат спремни за подигање на свеста кај граѓаните, за измена на ДУП-овите, за поздрава околина, они не преземаат ништо по однос на тоа. Така, имавме во вчерашното издание на нашите вести една обработена тема исто од општина Аеродром. Станува збор за едно игралиште лоцирано до основното училиште Александар Македонски во Ново Лисиче, кое стопанисува според наши информации близок пријател на градоначалникот на Аеродром Златко Марин. Каква е во моментот ситуацијата и зошто не може пред се
децата, односно граѓаните за кои беше наменето ова игралиште да го користат за рекреативни потреби пред се од секојдневието. За жал и за истата таа работа ние веќе една година поставуваме советнички прашања до градоначалникот и не добиваме никаков одговор. Испративме и ние прашање до општина Аеродром, меѓутоа за жал немавме повратен одговор. Ситуацијата е иста. Златко Марин ја игнорира едноставно јавноста. Целта им е многу едноставна. Луѓето нивни блиски да остварат да најдат начин да се збогатат во периодот. Во тоа игралиште во 2018 година го раскинаа договорот со ФФМ, кој што стопанисуваше, имаше одредени термини кои што може да го користат граѓаните. За жал сега е спротивна ситуација. Таму единствен пристап има лицето кое што го користи без никаков договор, а за жал граѓаните немаат термин што согласно обврската за преземање на игралиштето кое беше изградено од Агенцијата за млади и спорт во проектот за 100 игралишта, го предаде на општината Аеродром, беа предвидени термини за користење на граѓаните. Во овој момент се спречени од човекот кој што го стопанисува тоа игралиште. Инаку, на последната седница на Советот, општина Аеродром донесе одлука за склучување договор за снабдување со електрична енергија. Тоа значи дека општината ќе го плаќа користењето на струја на некој кој што во моментов без никаков договор го стопанисува тоа игралиште, а наплаќа членарина од децата кои што работат таму. Така да, воопшто не станува збор за вистината дека ги интересира. Ги интересира само личното богатење и богатењето на луѓето блиски до нив. Ви благодарам за одвоеното време за гостувањето на вестите. Поканата. Благодарам уште еднаш. Толку би било за сега. Елена во живо од ова вклучување од Скопски аеродром. Најавувам целосен извештај во Централното информативно издание во 17:30 со повеќе детали. Гледајте на тогаш. Студио.